Слушајте сите моторџи во целата Македонија. Почнува новата пета сезона на Bikers Garage. Добре дојдовте во првата епизода од петата сезона на Bikers Garage. По 5 години возење низ мотосцената, оваа сезона ја започнуваме со нови приказни, инспиративни гости и теми кои допираат до сршта на байкерскиот живот. Ова не е само обичен подкаст, ова е сцена на која зборовите и муабетите звучат исто толку мокно како и добар рок концерт. Оваа сезона не снимаме од мотосалон, туку од една урбана сцена на лонг плей, каде понекогаш се слушаат гитарски псолажи и тапани, а денес муабети што инспирираат. Зошто Bikers Garage? Не зборуваме само за мотори, туку за мотосцената како културен феномен, за луѓе со страсти и приказни кои може да направат и промени во општеството. Очекувајте разговори без гламур, без сценарио, само искрени муабети за животот, страста и промените што можеме да ги направиме заедно, било на мотор, било со идеи. Денешната тема е уметноста на байкерскиот живот, како моторџиите ја претвораат својата страст во нешто поголемо и во нешто подлабоко. Денеска со нас е човек кој совршено го спојува адреналинот од моторите и креативноста на уметноста. Тој е вистински байкер со повеќе од 20 години искуство како професионален тату артист, познат по својот иновативен пристап кон уметноста. Со нас е Боби Гуле. Боби, добре дојде во Bikers Garage. Ти благодарам, вистинска чест ни е што ти имаме денес кај тебе, практично со тебе што ја отвораме оваа пета сезона на оваа емисија, подкаст, шоу посветено на мотокултурата. Фала на вас што ме поканивте. Екстра, супер. Одлично. Ја имаме твојата приказна и те познаваме како човек кој е инспирација во мотозедницата, но ајде еве да почнеме од почеток. Како започна твојата љубов кон моторите? Од мала нога, со автоматици, со томоси, секој можен томос сум го имал. Не сум имал ATX и 14, друго се сум имал. Од томосите па до ден денеска? Од 4.5 автоматика до 4.5 апена, па BTPS, па DVS електроник. Не сум имал МЗ до душа. Сега имам за колекција и после земав едно Kawasaki, друго Kawasaki, само на Kawasaki. А од колку години е тоа? Много давно, од 15 години. А љубовта кој ти ја врежа со Сам се дружев со моторџи, веле се моторџиски град, како што знаеме сите, и се дружев со најдобрите и дојде до тоа. И до ден денес го живееш животот. А што беше првото нешто пак што те привлече кон тетовирањето? Не кон моторите, кон тетовирањето. Имав другар што тетовира, Бог да прости, не ја ми ги живите, и ние кога одевме во војска, сите носеме нешто такво за да си увадиш левот во војска и така. 93-та бе војска во Скопје, запознав и некој други, ја работев со Игла, запознав таму Митко Дохрид, поздрав до него, отидене во Америка. Така. Од него видов машинка, направивме со едни други некој од Вокмен, ти реков ми рече и така почна се. Кога се вратив од војска, купи професионална опрема и така. До ден денеска тоа е ствари твоја професионална и живееш од тоа. Да, живеам до 50 години, немав еден работен ден, само тетовирање, до сега работа ми друга. Така? Како успеа да ги споиш овие две страсти во твојот живот? Зборувам за моторџиството и тетовирањето. Тоа само си иде од себе. Не знам како да кажам, само од себе, нема тоа и... Добро, први започна со моторите, веројатно ти влезе под кожа и мотокултура. Многу покасно беше тетовирање. Тетовирањето е дел од ова, да речем, култура, на некој начин. Па да. Први контакти беше на оној собирон што беше у Белви, што го правеа Easy Riders, што после што беа волците, таму ме поканија. Мислам, ја веќе бев влезен во тоа, и ме поканија таму, мене и уште некои артисти, бевме гости, таму ги запознав и после матичниот клуб што ми беше Потфат МС, поздрав до нив. И така. Прв контакт со Потфат беше Деко, поздрав до него, байкерот, фри байкер и он. Некоја машинка купував од него, он дојде со елек, што е воа, што е тоа. Дојдов, отворив ки универзална и после тоа со Custom Pub се здруживме со Теди и со други таму од Потфат. Цела екипа од Потфат. Да, и имав Добро, јако е тоа прво искуство ти со МС клуб, а? Да, зборам за клубско. Да, директно во МС клуб. Нема пред тоа никаква клубска активност. А добро, беше запознен со мотосцената, така. Да, се дружев многу со нив. На неколку дневни собери тетовирав и им бев како
нивни артисти. Така. Значи гости што доаѓа, јас имав штанд неколку пред тоа и од кога купив мотор, ја имав брзински, ама го искасапив малку за да видам потфат. Да виде потфат. Да, и така почна Членовите се. на потфат предпоставувам и актуелни и поранешни сите носат твојата товажа горе долу. Да, скоро сите. Има некој што не, ама скоро сите носат. Кои беа најголемите, да речеме, потешкоти со кои се соочи како тату артист и байкер? И како истиве, да речеме, си ги надмил? Бе, не сум имал некои потешкоти. Се си одела Течела полека, работа, разбираш. Се си оди и се поврзуе. Нема нешто, никогаш не сум имал потешкоти. Едноставно работите сами си од Работите што сакаш, ако друже. од Вокмен се прави Тоа што го сакаш, тату ако го машинка, сакаш, ќе после го тоа направиш стигаш и- да отвориш дуќан, да. Макар и покасно, ама ќе го направиш тоа што си го замислил, ако го сакаш стварно. А добро, дали има некој момент кој што со гордост би го издвоил од твојата кариера, може би, Од не знам, тетовирањето? може и од некоја специфична тетоважа што останала, да речеме, посебна за тебе или пак генерално од живењето на моторџискиот живот? Абе нема што, тоа е 26 години го работам, веќе не памтам што се вика што и Што како све е. не имаш Што се не поминато? поминало, еве човекот ми каже дека бил кај мене, немам појма. Така, така, Еден така. од вас. Аха. Немам појма, стварно тоа е многу луѓе поминале, како ќе знаеш. Добра, од моторџискава сцена, да речеме, не знам, моторџиската членување, е- клуб или не знам. Сигурно си полн тогаш со милиони Па ќе анекдоти. ти кажам еден податок што мислам дека нема втор. Јас сум проспект највише што сум бил у Македонија, со сигурност. Колку 10 години? години. 10 години Да, проспект. проспект. Да. Скоро 10. Не сум сретнал до сега. че. Не, нема шанса. И не се откажав до крај, и ме направија член, и бев 6 години член. Така. Сега не сум повеќе у потфат. Нема веза, ние се контактираме со сите. Добро, не се решаваш да бидеш дел од Од друг клуб не. или Ја вака остануваш еднаш- као Не, еднаш и до крај нема. Не знам што ќе биде понатаму, али друг елек не облеку. Ајде да зборуваме малку околу мото заедницата во Македонија. Каква е твојата перцепција за сцената? Што ја прави уникатна? Ја од друга страна ја гледам сценава, малце построго ја гледам, пошто Слободно. ми е тоа стајано од клубот и многу работи има што не функционираат како што треба. Например, може да отвориме некој од... Човек не се Теми. знае кој што прави, кај тера, значи се е хаос. Има многу клубови? Многу клубови се отвараат нон-стоп. Тоа не го гледаш како испадне позитивна сега Јас се работа? правам Аха, паметен или нешто, аха, ама аха. секој си тегра на своја страна. Не, еве сега направија гледам МК клубовите некоја асоциација, вајде Да. ќе биде нешто подобро од тоа. Се надевам. Викаш дека не достигаше таква асоциација во која што ќе се треба, соберат друже, МК они клубот. многу слабо беа, они се дружат, ама не беа толку блиски. Сега мислам дека се подобро, дека се здружени сите и дека подобро ќе функционираат. Ние си имавме нели у МС Унија си имаше, се тераше некако. Да, и таму беа у МС Унијата некои 6 Да. клубови, ако не се... Да, не имаше се- нешто, па не испаја, се- па влегува. Па добро се смени нешто кога се формираше Унијата, ајде за оваа асоциација на МК клубови е се уште рано да зборуваме. Не баре не Добро, една пошто година ги се, гледам, нели? добро Една година тера. се они на... Има на- ностоп на- нови им се приклучуваат, ете неким видов изгледа МК Гостивар. МК Гостивар Колега, стане да. уште таму, сега не ме фаќа за збор Не знам 12 колку членови. се организираат, тој не нафлегувам у тоа, ама мислам дека ќе им биде подобро сега. Они си знаат најдобро. Добро, сметаш дека од постојање на клубови практично у секој град сценава и не е на задоволително ниво? Друже, многу мотори има, а и мотори има ненормално многу, а и многу клубови. Па добро, според тебе што значи да се дел од мотокултура во Македонија, да речем? Па брат, Не е баш дека секој треба, ако има мотор, дека одма и моторџе, не нели? може бе секој ти сега дошол купил мотори, одма ги зимаат, одма почињаат, одма се треба, значи знаеш ни што сум поминал јас за да бидам у потфат. Тоа е ниједен нема да го издржи тоа. Дај открени некои детали, Многу иако знам работи, дека значи. иако знам дека Значи, тие работи јас, се на чуваат пример, за себе, ама јас, на открени пример, што значи мене- 10 години да чекаш и да работи поминеш за да станеш Значи, мене ми полноправен беше член на кажано, МС клуб. Кога ти ќе положиш за мотор, тоа ќе добиеш град. Да, да. И јас си терав. Нема 20 години сум на сцена, возам и Србија и секаде без возачка терав до пред 2 години. Само 2 години им положено за мотор. Аха, тоа беше главната причина зошто За тоа е причината. Не може Стрикно да. за тоа. Ај, така, Добро, ако некој издржа. е проблем че сега, нели? тврдоглав си тоа, значи, а? Многу, Не попушташ, многу, веројатно.
И на крај ми направи тоа. Добро, како би опишал динамиката помеѓу моторџиите кај нас овдека во Македонија до аспект на, гледаме дека се случуваат и собери, се случуваат и хуманитарни акции, гледаме дека живеат еден со друг. Низ оваа емисија поминале десетици мотоклубови и кога и да ги прашам, сите ви супер се дружиме, со сите сме најокей. Генерално, мојот личен впечаток, вака гледајќи од страна, е дека настрана индивидуалноста и братството кој што си го има секој клуб, гледам дека помеѓу себе си имаат сите, нели, и почита, и дружбата, делење на истиве страсти. Има дружба, значи дефинитивно има и свирки, и журки, и се е добро, сега има некои што се послаби совери, има некои добри совери, според мене сега, ја не се правам паметен, има и добри совери, има и лоши совери, сега има панаѓури реално. За мене некои совери нема да ги наименувам, секако панаѓури, дедо си ги земал навлечки двете дечиња и отишол на мотосовер. Значи тоа, например, кај нас го немаше. Тоа не можеш да го добиеш кај нас. Кај нас не можеш да го добиеш на рататататата за моторите. Тоа дефинитивно можеш да го заборавиш кога ќе влезеш од вратата. Да. Сум бил на два мотосовери на потват, мислам дека горе на Водно, ако не се лажам сега. Тоа било 2010-11 година. Се дешаваат и многу работи. Сега се прави пример дефиле и се пушта се живо и диво, деца со скутери, човек купил 20.000 евра мотор, го бутка паја, окрши моторот, некој дете со скутер што нема ни положено, ни ништо, а се пикнало у купот. Се пикнало, негде се спромнало. Значи тоа не оди така, друже. Ти сега ризикуваш со моторжи, цел живот си купил BMW од 30 евра, некој дете да те бутне. Не е убава работа. Тоа не ми се свиѓа, например, највеќе. А според тебе, ајде малку околу културава, како мислиш дека моторџиите се перцепирани од пошироката јавност? Од пошироката, како се доживеани, од поширокава јавност. Не ти зборам само во кругот на моторџиите, овие кои што ја разбираат оваа субкултура, генерално низ овие сите твои години во ова, како сметаш дека поширокава јавност ги перцепира моторџиите? Ние повеќе испаѓавме настрана со потват и тоа што го гледав е настрана, нема споредба со кај нас. Многу далеко е. Надвор зборуваш од границите на Македонија? Да, многу далеко е. Тука е кај нас е слично и у Србија. Нагоре веќе тоа е нешто друго. Например, ваа година јавев поканет на најголемиот клуб во Хрватска, што е најстариот клуб, 40 години постои, Холистери. Поздрав до нив, ако слушаат. Така. Значи бев на национален ран поканет, значи таму можеш да возиш само ако си поканет со нив и нема шанси друг да влезе. Значи тоа е тоа. Мора некој од клубот да те покани за да можеш да возиш со нив. Бевме ја и Серџо од Србија и од тука до Нови Сад бев. Од Нови Сад со него продолживме до Загреб. Вечерта журка во Загреб, екстра, се прва лига. Сабаљето се стана, у Света неделја, сабаљето се стана, се отиде за Словенија. У Словенија журка денска, екстра. Цел круг околу Словенија, од граница до граница. Враќање пак во Загреб, настрана од Загреб, рокабили журка страшна. Значи нема зборови. Сабаљето се дојде, не знам колку сте информирани, има се одржува трка во Загреб, како што е тете трката низ град. Добро. Се одржува во Загреб. И на Макс, на председател, син му вози там. Многу ми е жал што не останав, пошто ме чека многу километри назад до 900 километра. Ама оваа година ќе останам и ќе гледам. Кои се стереотипиве или најголемиот стереотип за бајкерите што практично сметаш дека треба да се сруши? Сме зборувале многу пати овдека во емисијата, нели генерално дека оние кои што не се навлезени во ова култура гајат некои стереотипи дека се тоа лоши момци, дека се тоа бандити, дека се мода со ова, брат, мене тоа не ми се свиѓа сега. Купил мотори, мисли дека кожна јакна и мисли дека е готов бајкер. И ти бајкер. се понаша, а не гледа дека ти имаш 20 години искуство пред тоа и дека си бил на милион собери настрана и Европа и секаде. Добро, што го прави добар бајкеров? Стажот, годиниве поминати? Стажот треба. Дека не е само моторот и облекава. Како културата во Германија, како е Чешка, како е секаде, значи секаде. Добро, Западов толку повеќе се разликува, ве си бил на многу места отколку што велиш кај нас овде и во Србија, па што е главната причина? Секој си го знае таму местото си. Се знае местото, се знае што е МС, се знае што е МК и подруго гледат на МС во другите држави. Например, од Маđarска нагоре више тоа е скроз друг филм. Да. Значи нема веза со кај нас.
кај нас дали МС, дали МК се тера. Добро, честни исклучоци, а? Или не? Многу повеќе треба да се поштуваат тие клубови, пошто друг филм е тој. Тоа е братство веќе, не е Да. не е мотоклуб. Како што. И се, она што го спомене и ти, се заслужува практично влегувањето во едно такво братство. Не е само отворена покана за секој кој што поседува мотор за да пристапи, ама добро, и затоа пак Добро, и нека секој постои клуб- групава, нели, различна и веројатно и сваќањето на поимете МС и МК ти дава само то значење дека Не и ке секој клуб, не е исто. Значи, секој клуб си има своја политика, и ако се тера, кој што се тера, сега ти у некој МС клуб можеш да влезеш полесно. да, Мада не е пак лесно. да. Ама има клубови кај што е многу тешко да влезеш. Значи, прво одиш на те снимаат, Да, кој си што си намерно ќе те опијат, да видат Да. како реагираш, дали се задеваш, дали си... Ја викам да видат дали сте иста крвна група. Да видат дали ти уствари треба да бидеш у тој круг. Дали припаѓаш таму, ако не припаѓаш, ќе се тераш и ќе си биеш. Да, види, по мајка брат се раѓа, веројатно по крв само доаѓа, дека кога треба да го стекнеш братов, да, мора да внимаваш да не бидеш во секој случај некогаш. Потфат е буквално беше мислам и е братство и скроз друго функционира. Да. Поздрав и до другите МС клубови. добро, и МК клубови, али Потфат и денеска постои, да. постои. Нема повеќе чаптера во Скопје, ама Битола, Богданци, Струмица се. Добро, дали може би некогаш, знаеш, таа потешкотија за да се влезе во МС клуб практично не го му дава на самиот клуб до толку да се популаризира, иако јасно е дека тоа нив не им е ни потребно. Не се работи за бројката во МС клубов, бројката нели? воопште не се Не, работи. не Значи, јасно, ама Потфат било и 40 луѓе, потфат било и 5 луѓе, потфат истиот. што би предложил за подобрување на условите за моторџи во земјава, настрана еве што еве како главен сегмент го спомена поимањето на моторџијата. Зборувам од аспект на ни требаат ли нови патишта, не знам, промени на некакви закони, дали ни требаат. Патиштата се екстремно лоши. Значи, многу паза и многу отварање очи, можеш да засегнеш дупки, има колку моторот. Да. Значи, моторот да падне унатре да не го видиш. Такви дупки има страшни. Тоа е, не знам, чуе Боже. Може би ендуро е решение. Или за ендуро нашите решение за патишта, нашите патишта, да. А јас само ендуро немам, усвари. И крос. Спомена ти пред да седнеме овде дека поседуваш во моментов колекција од 16 мотори? Не, колекцијата ми е докај 6-7 мотора, Добро? што планирам да останат. Аха. Другото ги работам, преправам Street Fighter и имам чопер еден сега преправам, тој за продање. Повеќе Street Fighter се. И сега спремам, колекцијата ми е Kawasaki ZX-er. Аха, да. Веќе имам 3, само четвртиот. Првиот модел го нема, ама ќе го земам. Има некој од колекцијава што ти е посебно драг или Нема, посебно ZX-er ми е или моторот. посебно редок? Сега купив пред месец дена ZX-7R, Аха. значи тој не се ни најдев да ќе го земам и улета, го земав. И сега ти е она. Вчера менјав ује и филтери, нема чава не стрпав сум да се извозив, ама не лепат гумите, уште страх ми е. Уште, да, рано. Како мотокултурата влија врз твојата уметност? Ако еве си започнал првин со моторџискиот живот, а си навлегол после во уметноста, како пак еве тие години поминати со моторџиве влија врз твојата уметност? Па влие, се уште се дружам со тие луѓе, значи скоро секоја недела некој иде или ја одам, се дружиме, пиеме, секаде им пријатели. Ми влие многу. И во начинов на она што како уметност се изразуваш Да, или се. окей, сега ке тебе клиентелава не се моторџи, само, нели, Имам, него значи, имаш. Работа ми со моторџи. Не, ама не се само моторџиве, сакам да се- кажам дека секаква клиентела. секаква клиентела имаш, дека секакви побарувања имаш, ама добро постојат ли специфични дизајни кои ти ги бараат бајкериве? Како не, мораш да имаш се. Сега имав побарувачка од Хрватска и им требале за некои таму. Дали имам нешто што би искористиле за на мајца, разбираш, и им нацртат. А тоа стори дизајнов да им го направиш. Да им направив дизајни неколку, сега ги им ги пуштам и ги искористат за мајци. И добро како ти размислува Исто и глава? потват правев мајци некои. Како ти размислува глава Мозоков кога треба да се направи еден дизајн Нема се. за мотор? Сега поврзуваш работи, не знам, ни треба Гледаш нешто на интернет, нешто ќе така разбираш, крадеш од символи на клубов што им е важно. Тоа е многу важно, значи не можеш ти да им направиш нешто и они да се го доправат тоа, не можам ја да им мојот дизајн да биде чист, разбираш, само мој.
така. Ја ќе им дам дел и они ќе си го додаат грботневни и ти реков ми рече. Одлично. Мотроџиите, Боби, често се гледаат како слободоумни луѓе, а со големи срца. Има примери во мотроџискава заедница низ годиниве кои помагале многу и на локално и на пошироко ниво. Дали има тоа значи поголема солидарност помеѓу мотроџиите за разлика од другите групи? За секакви групи ти зборам, не знам, и на љубители на автомобили буба, група, не знам, на Да, има многу. сурфери, не знам, на зборам за едноставно кога станува збор ке мотроџиите, дали ете таа солидарност помеѓу нив е Многу поголема. солидарни и многу се поврзани скоро сите клубови со Црвен крст. Да, тоа сум Секој го клуб забележал, има- да. И Секој клуб си има одреден термин, што треба таму да се направи, да се организира, има што организираат крводарителски крводарителски акции, да. Велешани организираат секоја година еднаш до два пати. Имено, да. Потврдо одевме ние редовно у Црвен крст, дававме крв. Значи скоро секој повеќето клубови имаат конекција и се солидарни. Например се дешаваше кај нас у клуб децата со посебни потреби беа под нас. Да. И кога ќе доеше нова година, собиравме пари, поклони им се правеа, па испаѓавме со нив, ќе дојде у кастом дружба, ти реков ми рече, значи се беше окей. Конекција. Практично, како бајкериве може, еве, тоа е еден од начин да менуваат перцепцијата во општеството за нивнава улога, дека не е само бајкер за да го вози моторот и да ужива во ветеров, туку ете може практично да помогне и на заедницава. Еден од начините, еве, ги спомена и крводарителските акции, поврзувањето со ранливи групи на луѓе. Имаш и мотоклубови кои што практично ја подкреваат свесноста за безбедноста во сообраќајот, нели? Дефинитивно. Што може уште да направат или како да им објасниме на публикава која не е навлезена во оваа култура дека практично бидејќи станува збор за голема група на луѓе дека истите може да Се придонесат поголема и во поголема. општеството. Се поголем и поголем. Значи се повеќе и повеќе се навлегува мотосцената, значи многу повеќе има луѓе што навлегуваат и што возат и што сакаат да возат, има љубители. Значи многу повеќе, секоја година се повеќе и повеќе има. Само од друга гледна точка па слабо има трки, кога две, пример за крос правиме мојот, Да. кога три. Во прошла година имаше дали две, дали три трки. А пази, имаме мотоциклистичка федерација на Да. Македонија, практично Не чија знам како они функционираат. работа е и што да како мора. е, многу малце трки има, например со крос. Многу малце. и генерално и Многу, еве, многу и малку. возење и Ајде, еве, ендуро пример, и брзински одат, возат у Сере, се дружат, има неколку клубови, има и моторџи квалитетни кај нас што екипи, возат. да. Да, имаме доста добри таленти за крос. Државата многу малце ги спонзорира, значи тоа е многу малце. Многу малце, никој не мрда со ништо за тие деца. Тие деца има таленти сега, пример од Битола има дете што може да биде шампион. И што е шампион тука. И настрана може, ама никој. Имаат некои спонзори, али тоа е многу малку. Да не може да стигне да отиде не може да стигне да отиде ни до Бугарија на трка, камоли да отиде Се си некој плаќаат посериозни. од- А све си повеќето плаќаат од свој плаќаат џеб. Значи повеќето од џеб го плаќаат. Пример Кристијано толку годишен шампион, значи он веќе Да. Влезене у елитава, со да. години и Бугари, и Срби, и Грци, и сегде вози, а многу малце спонзорство има човек. Да, веројатно тука е работа на мотоциклистичкава федерација да Не се ги замараат стегне луѓето. работите, да најде дали тоа би било преку државни институции, Ама не знам, преку министерство имаме сега за спорт да донесе повеќе средства за развој на Ја мислам дека не е само мотоспортот. федерацијата, треба и самите луѓе, значи фирми имаат зошто да не се рекламира покрај него, значи тој е квалитетен човек. Може да многу Да. повеќе да Импакт да има. реклама Да. по него. Многу деца има, нови талентирани, значи мали дечиња. Да. Многу. Своевремено Велес немаше една прилагодена крос патека покрај езеро има Младост, некоја правена ендуро патека. ендуро патека. Да, али не е влезена таа ендуро е, не е крос. Па дури онаа Пробавме што беше горе во општина Сопиште сега, како ќе му дојде Ракотинци. нешто као. и таа Ама пропаѓа, да. Нема човек, нема спонзори, не можеш ти сам се двајца да трчаме да направи стаза. После ќе дот сите ќе возат, не те ферма никој. Да. Нема. Македонија е многу. Добро, толку песимисти ќе бидеме, Боби, дека
тоа е тоа. На крајов ќе испаѓа она што го зборевме на почетокот, секој си го брка својот филм, своја работа. Да, си го тера, смета дека ние како един ќе функционираме, не можеш ти да се здружиш да направиш нешто и да функционира. Еден тегна на една страна, еден тегна на друга страна. еден смета дека неговото е правилно, другиот да. да. Повеќе прави, па овој нема. Добро, веројатно тоа е вови до менталитетот на наше, не е само до џабе и пристапна информација, не само за вкупност до све, да. За се можно што постои, не можеш да седнеш и со луѓе се договориш, воа правиме и крај. Значи ќе се препари уште 10 пати. Да, така едноставно сме научени ние овдека на Балканов или да работиме. Ајде малку околу едината по-оптимистички и инспирациите. Гледајќи најнапред како се гледаш себе си за следните 10 години како уметник и секако како байкер? Продолжуваш со татуирањето одам до крај сега. Колку има толку, има многу конкуренција, не е како порано. Порано беше друго, сега има нови деца. Многу брзо се стекнува случање, има, ги поучуваат, ги тераат. И многу е полесно, многу поедноставна опрема, многу побрзо. Да, попристапна сега опрема, значи, јас кога купував опрема, друг човек ја купи, навлезе у други води. Јас ја купив опремата, ко Ферари да се купил тоа, беше тоа реално. Значи, опрема за татуирање беше поим од Америка, стаса него Вујко, па ја остави зал, па ја извадив, ја купив и така тргна работата, а сега имаш продавница, може да. Сега имаш продавница, да, така. Татко Опремович има буквално продавница, влегуваш со кошница, си купуваш так се кошницата и тераш. Сега, ќе се согласам со тебе, ама пак на крајот индивидуално човеков кој што тетовира, кога ќе извади сликава, ја вади, нели? Прво мора не е само да се преслика, ипак е уметноста. Можеш да сакаш. Или си или не си, таму нема. Да. Ти веројатно за овие споменав 20 години, 26 професионално 26-7 години имаш оставено свој печат сега. Друго е кога ќе треба некој да побара тату артисти, да му се кажат си веројатно еве скромен си, меѓу 5 мина. Значи има и многу подобри, но моментално е хаос. Со татуирањето е хаос. Секаде у светот, не само кај нас. Ние постарите old school. Да, old school. Другите си тераат друга шема. Сега секој си има свој стил, да речеме. Да, секој си има свој стил, секој си има свој бренд изграден. Се проблем што на пример ако го тераш, многу ретко е човек што тера еден стил и да си го тера. Не можеш, кај нас е хаос. Еден иде бара змај, друг бара лав, а ти си јапанезе артист, он ти бара тебе портрет. Значи, ја, например, портрети нити сум работал, нити пак ја работам. Не е моја бранша, тоа и чао. Работам се. Добро, ама веројатно е тешко на волку мал пазар да се специализираш за тату артист сега, да речеме дека ти ќе бидеш само тату артист за моторџиеве, поинаква е нивна орнаментика. Сега не знам ни колку е. Ти не можеш да се на толку луѓе има. Да, и сега мора све да прифаќате за да работите, за да се заработиш, да. Освен оно што велиш дека едноставно не те влече или едноставно ракава не ти оди, ако не знам, портретот не можеш да го работиш, едноставно, да. Не е мој тип и готово. Не сум ни помислил тоа. Не го работам. Ги одбивам. Или ќе ги пратам, ето. Ке твои пријатели, ке овој, ке оној, да. Мој човек, шо не можем, јас него му ги пракам тие јаките работи и други колеги, Штрумов Мофи, и Марко Тасо, и секој. Инаку луѓе кои ги имаш тетовирано до крај на живот нема да те забораат, точно знаат која тетоважа. Јас Белека, кога дали е добар Белек или лош Белек, они си знаат. Тон мајстор Зафов завчера зборувавме дека ти ќе ни бидеш гостин, вика се подсетив на времето, вика пред години ме токму, вика Боби ми остај печат и сега точно си ги знае тетоваживе кои ти му ги имаш работено, а ги има премногу имаш. Зафов, колку артисти ти имаат работено? Над 5-6 души. Што е 5-6? Мене 20 имаат тетовирано. Така. Јас сега имам термин сабота и понеделник, уште еден термин. Сабота имам ке Марко Тасевски, напред правам, затворам се што има празно место. Добро. И понеделник пак е Мичич Грбот го правам цел. Добро, имаш покриено некоја
тетоважа своја лична сите. да ја трнеш. Скоро сите. Зошто така? Па се е покривано тоа ако се правило тоа што Не, аспекте прашувам да тетоважа имаш направено и да речеш веќе оваа не ми се допаѓа да ја покриеш. Од сега него ќе му дам кога сака може да дали да поправиме, дали да покриеме, што сака има на 50% добива одма. Не само они, ви од екипа кој сакате. Так. Добро дојдени сте. Што би им порачал Гуле на младите кои сакаат да бидат дел од мотосцената или тату индустријата? Или маливе се младиве, не маливе, младиве се толку самоуверени да што и да им кажеш, ке рече тај што тропа овој. Дефинитивно е тоа. Значи ти биди број еден у светот, они тоа што си го замислиле е тоа и џабе. Да. Кој сакаш биде, нема некое поштовање спрема постар моторџија или многу слабо. Или постар тетуирач. Гуле, ние сме Макар и да е подобар од тебе, он треба да има респект спрема тебе, пошто искуство човек е е- така. еве сега се деси пред 2 дена умре во Америка еден стар артист, Джек Руди, нека си Бог него опрости. Значи 90% ставија Rest in Peace Джек Руди, Добро? и ја ти гарантирам дека 87 не знаат кој е човекот. Само гледат некој пишал и само рип, а немаат поима кој е човекот, ни што работи, ни типа само се пишува рип. Да. Значи само еден колега од Босна пиша и му пратив. Вика, луѓе, ово се чудо е, рип, а немаат поима кој е. Да. Они на тоа гледат, Види, ова денешен конзумеризам, лицемеријево е на високо ниво, она ти завидуваш, текне, да. за видливо ниво. Да. Сите смесат Не дека само у све- тетување, значи у моторите и у се можно што постои, тоа е хаос. Знаеш, ние сме генерација, неодамна тоа го прочитав, вели која што практично ги слушаше своите родители, а сме единствената генерација која што сега ги слуша своите деца, наместо децата да не слушаат, нели, нам. И веројатно, да, сето ова на крајов резултира со какафонија и не само во мотокултурата или во тату индустријата, него еве како што констатиравме неколку пати за време на ова наша дружба овдека во сите сегменти од општеството. Види, ја фатив и бивша Југославија и многу работи им фатам. Јас Да, сум да, на веројатно, 50 да, години Поинаку многу- ги прецепираш многу и работиве, многу да. работи имам видено и работа оди на се на по-лошо и на по-лошо, да не речем. За било што, за општо за се. Нема некој лезет да речеш да се ужива. Така? Да ужива у тоа. Значи сега, знаеш како буквално го се тетуираат. Ово има тетоважи и јас сакам. Од друга, Да. не е само да ја ставиш. Значи ти треба да ја сакаш таа работа, тетоважата не е мода. Значи да се разбереме. Пример, еве, што секој колега ќе ти го каже. Глумец on the rock. Има маори. Ама он брат има рака како ретко кој има нога. И сега иде дете од 50 кила ми вика сакам тетоважата на The Rock. Викам, абе друже, дај ќе направиме у тој стил, ми се десило барем 4-5 пати. Добро. Дај да ја одбереме нешто друго у тој стил, ти немаш тело за тоа, значи. Ја тебе ако ти ја ставам така, ќе ти биде многу ситна и ќе биде Смешно. смешна, нема да Да, изгледа. да. Не таа ја сакам. И евентуално можеш да му направиш. Нема друго. Значи се тера мода буквално. Ако направиш паралела со моториве, истото би го кажал? Исто, скрос исто. Значи, нити возел, нити се фатил за рачките, одма татко му, како татко му купува 600 кубика, му купува 1000 кубика. А он не е свесен дека на тоа дете Бог да чува што му купува. Сакаш што сакам да ти кажам. Да, Ме те разбираш? разбирам. Знаеш колку годишно, колку луѓе си децата им се исподтепани од тие работи. Не можеш ти одма да купиш 600. Јас сум почнал со автоматик. Мене татко ми Да. најпротив бил мотор. Значи последно нешто, јас сум си купил сите мотори сам, мој лично, заработено, јас сум ги купил. Татко ми еден денар ми нема за мотор да ја живот. Да, денеска. Бог да го прости, Тоа е. он така си ја замислил таа работа. Ке лудувам, знае и нема мотори, тоа е. Слушајте сите моторџи во целата Македонија. Почнува новата 5-та сезона на Bikers Garage.